Пред 3 години бев у Сингапур и таму еден мол специјален за храна ги имаше застапено сите азиски кујни. Имав шанса да пробам све живо и диво од сладко кисело. Денес вас ќе ви презентирам сладко кисело на кинески начин, значи со свинско мевце. Дури не треба да ви кажам дека за таа намена ви е потребна вок тава. Без вок тава нема кинеска храна, нема сладко кисело јадење. Сега, професионалните вок тави ти се многу тешки и ти требаат толкави раце за да можеш да мафташ, да мешаш во нив свашта да правиш. Оваа батка за по дома ти е прва лига. Значи, не е тешка, лесна е за работа, не загорува, па што сакаш поише, човече. Прво почињаме со свинско месо. Ќе си набавите што можете по-посно свинско мевце. Најдобро би било каре. Од карето вадите најтенки шнитови што може. Значи, колку потенки, толку повкусно. грама свинско каре спремно. Сад, го префрлате еден сад, му додаме на лажичка густин, соја сос, едно чешно лукче, вака на крупно, сусамово масло, рака, мешаш, малце сода, и го оставате на страна да се маринира. Една зелена пиперка, ја сечеш на коцки, ананас, братот ананас и него на коцки, отприлика ќе гледате да бидат слична големина. Ананас, а на вас исто ти е. Го сечеш прво горниот дел и ова си го користиш за декорација. И сега мене не ми треба усвари многу. Го вадите кочанов секојаш од средина, пошто е тврд, тешко се разварува. Коцкички. Кромит на коцкички, со сирчева на рингла, 100 мл доматно пире, 150 мл вински оцет, 10 лажици кафеав шеќер, ќе промешам малце. Вок тавчето на рингла добра се загре. Значи секогаш пржиме у многу загреана вок тава. Така се прави кинеско. Секогаш користите растително масло. Зошто? Зашто поспоро гори од сите други масла. Ставате малце повеќе. У вок тава си сака повеќе зајди. Мевцето во сладко киселиот сос ја додавам пиперката, ананасот и дел од кромичето. Остатокот го додавам у мевцето.
зеленчуците и ананасот во свинското мефцида. И од сосот додавате. Добро ќе промешате, сите вкусови да се соединат. Лудница у тавата, лудница! Тенџерево, околу литар вода на рингла да зоврие, сол, солена вода, побрзо зоврива, нудли, 2 пакетчиња, ставате у зовриена вода, 2 минути точно ги вариш. Нудливе се готови, идат на страна, тавчето пак на рингла, малце развие температура, вадиш од нудлите и директивно у тавчето ставаш. Све тоа го правиш брзо. Тањирче длабоко, убаво. Имаш од нудлите, убаво. Чанк. Подлога си правиш. Шиваш мефце. Опа, видела и над нудла. Младо лукче, само перцата ги сецкам. Француски магданос. Ово е моето сладко кисело на кинески начин. Кога ќе сакате да се направите мангу при друштво, го правиш. Кинеската кујна нема многу ваму таму. Кинеската кујна ти е брза ко нинџа. Значи нема многу лево десно. Го правиш, склопуваш, даваш, јадат сите задоволни. Трко кујна, се гледаме. Чао.